Почитувани гледачи, добар ден. По патот на верата, интерактив пристигна до светите води на Свети Ѓорѓија Победоносец, Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија и водата на Пресвета Богородица. Водите лекуваат од разни болести, но за нивната историја и легенда разговаравме со ктиторот Симо Костадинов, кој сиве овие години е слуга на Бога. Останете со нас за да ја проследите приказната за Чичко Симо. Чичко Симо, добар ден и добро те најдовме во твојот амбиент. Добродошли. Вака сега, кажете ни како дојде самиот почеток на ова место? Како го пронајдовте и како дојде до самиот почеток на истото? Те са Божји наредби. Свети Ѓорги одреди си го самото место дека е негово на Свети Ѓорги. Така да и како треба да се изграде по визија. Како дојде до вашето представување тука на овдешните жители? Дали прво се представивте како човек кој треба да граде? Јас кога на визијата дојде, како наредба, Божја наредба беше и сакаше јас да го избегнам. Така да мислеја дека сето тоа не е ништо вистина. Една пола година има тежина. Мислам дека јас сум 6 кила плюс 6 кила товар носам. За каква тежина? Вие што осеќавте тогаш кога на еден начин имавте едно мало измачување? Поради да прифанам го местото и водичките на Свети Ѓорги да извадам. Какви беа мачењата односно со надприродните сили? Што конкретно имавте мачење? Да го прифанам местото и да извадам водичката, така да нема ништо наредби, да бајање, гледање, да си има помош самата вода и самата Божја сила. Дали тоа нешто се случуваше преку сон или преку јаве? Преку само сон. Преку сон и точно ме донесат на местото. И наредби са Божје, тие што како треба да се изграде. И точно така е изградено. И како треба да се одржава. Хигиена, парко како што е се поставено, се си е нина наредба. Кажете ни, најпрво која водичка ја вадете вие и како што напоменавте, најверојатно станува збор за Свети Ѓорѓија водата. Да, точно за Свети Ѓорги, тоа е пети му е заслугата, шести е ден. Како ја извадовте водата Свети Ѓорги? Точно како ми они ме донесеа на визија и точно како по наредба така извадиме. На која дата извадевте водата? На 5 мај и одма заслугата е право по наредба на светиите. Кажете ни, најпрво да објасниме на гледачите од што лекува истата вода, Свети Ѓорги. Не ми е наредено стрикно од тоа да лече. Самата место што си е свето и водата, си има доста луѓе. Што они кажуват, луѓето кажуват, не ми е наредено на мене ни да бам, ни да гледам такви злоупотреби, да не навлегуваме, да не бидеме погрешни, како е наредбата, така треба да служиме. Има најави од луѓе доста помош, има дечиња си породени, има бракови исклучени и од кои ги Бог тука помилува, си имат фајда, од се кажуват, али они си кажуват луѓето што си имат фајда. Стрикно од нас не можеме ние да го злоупотребиме нешто. Доваѓат луѓе, прашуваат како држите црквата, те нели знаете нешто тоа, бање, гледање, такви работи, не ни наредил Бог и не смееме тоа да го злоупотребиме. Кога станува збор за самата вода и
практиките на луѓето кога доваѓаат овде, дали истите се молат на самата водичка, зимаат дел од водата за дома да ја пијат и да ја конзумираат за миење на убави денови, и тоа предизвикува на еден начин исцелување на телото? Водата се зима дома, луѓе си зимат, али ако ме прашат, да не се гаде само, да се замие и да се отцвеке и свърля таа вода. А вака не сме у канализација да оде, у шахти, поради хигиена на водата и на лечењето, да се имат фајда луѓето. Кој е Свети Ѓорги Победоносец, предпоставувам? Кој е Свети Ѓоргије? Па, он е победоносец така да, шо он у Штип до сега има место, имаше пред тоа Шардаван Баши се викаше тоа. Тоа е Шардаван Баши, таа е реч, е муслимански реч. Така да од тамока потекнува. После тоа, тука исто има под градинката што аз Тиво, имаше една христијанка, наша жена, си ја држеше таму, имаше Свети Ѓорги водичка исто. Ја се доби наредба, се јави вистина тука е. И да служиме на него. После Свети Ѓорги, која беше вашата следна наредба од надприродните сили? На Света Софија. Она има дечиња, Вера, Нада и Люба се викат. Исто, и она се е потрженината водичка за нinte дечиња и јас го прифана. Истото го прифана. Дали исто беше визијата преку сон? Да, исто преку сон, али со смирено беше. Немавте тогаш мачење? Немаме толку тегми, од кого прифана беше на Свети Ѓорги, така и прифана се исто и на Света Софија, и ќе служиме додека можеме, само да не се злопотребува. Има луѓе што злопотребуваат. Верувам ја, јер пахјата исто, и она што реагира на такви. Па, баат, гледат, дониси јагне, дониси ово, оно, така да тоа е злоупотреба. Давам совет секој што му наредил Бог по визија, сето да го почитува тоа. Така, имајќи во предвид дека ние не можеме да се справиме со нешто што е надприродно и треба доволно да сме разумни за да ги прифатиме работите, така како што се. Меѓутоа, кога ја вадете самата вода, Вера, Надеж, Љубов, Мајка и Софија, дали водата се дали се однесува само на Мајка и Софија, или се празнува и Света Софија и Вера, Надеж и Љубов? Исто се за нinte дечиња таа водичка. И плюс за мајката? Да, исто. Кога се празнува овој празник? Сега на 30 септември е повечернината, на 29 е повечернината, на 30 е Софија дено, а заслугата е на 29. Така. Кога имаме во предвид дека тоа е наскоро, дали водата е наменета и за дечиња, или исто немате предпоставка за што конкретно исцелува истата вода? Водата е наменета за секој, општо без разлика. Или што е нација, дали е муслиман, дали е христијан, што си има мака, секој да го излечи. Да му помогне. Софија, Вера, Нада и Љуба, дечињата се викат. Божја, водичка си таа, значи, ние сме сите под Бог, без разлика, националност, на кој припаѓаме се тоа, сите сме под еден Бог, и за тоа нема намена стрикно од тоа да лече или шо. Секој си има фајда, има. Кажуваат луѓе, тие што ги помилува Бог, нека повелат, нека... Што според вас означуваат Вера, Надеж и Љубов? Што тие светии се во христијанството? Па види, она у нашиот дел, тука многу нема ја. Само во Охрид, мислам дека има
места. Така да има верба да имаш, любов да имаш, надеж да имаш. Значи, сето това държи да се почитуваме. Ги имаме тия три компоненти: вера, надеж и любов. Дали тоа означува без никаква вера, т.е. без оглед на верата, сите да имаме почит, верба, надеж и любов? Да, самите имења си кажуваат. По самата вода на вера, надеж, любов и Мајка и Софија, која е третата вода која што исто ја вадите? Да, Мајка Богородица, она поточно е на голема Богородица сегаш, минатиот месец сегаш беше на 28. На 28 август. Е она. Исто и на неа и се славе дено. Сега она кога мрсна, курбанчиња си има исто. Кога е посно, си е посно. Тоа стрикно треба да си го почитуваме. Дали покрај голема Богородица на 28 август го празнувате и празникот Мала Богородица? Да, ние си го почитуваме исто тоа нормално си. Секој посетител што ќе си дојде, ќе биде услужен. И секако и тука ќе прашаме дали истата вода има исцелување за некаква болест или конкретно немате предпоставка за што точно излекува? Не можеме ние да лечиме. Самото Божја вода, она си лечи. Така да не, пред малко сега да кажа, не смееме да злоупотребиме ние да се правиме да лечиме ние. Не сме ние посилни од Бога. Кога ја вадите водата Света Богородица? Исто за празник кој беше, на 2007. Така. Кога празнувате тука, на сиве овие празници, три кои што ги напоменавме во годината, какво е одбележувањето на празниците? Колку луѓе доаѓаат тука и како започнува целата процедура? На пети по вечерината ни 6 што е Свети Георги, на заслугата е на пети. Има музика, има кувар си има, курбани си сето, што си е луѓе, што си имале фајде, си таксале. И сето тоа што си е таксаното тука, се колат, указаните се стават. И секој за здравје да си земе. И за дома исто некој има луѓе што не може да доат непокритни луѓе, и за дома и даваме за здравје. Да има секој помош од сето тоа што е дадено, и секој да си има помош за да може и он исто да функционира. Има некои непокретни луѓе, има случува се па да оздравеат. Да. Кога веќе напоменавме самата прослава на празниците, каква е организацијата, која одговорност е овде да поднесете за да се направат јадењата, за да се организира музика, за да има точен редослед како ќе се одвиваат самите настани? Која одговорност? То се иде тоа преку мене, преку моја одговорност, и јас се организирам си луѓе, фамилијата моја. Исто и она помага, и за здравје секој дојде и од страна се прејават, помагат. Немаме проблема, ама ние секогаш тогај кога е празникот, тогај кога славиме, могти сме, сила Бог ни дае, што повише можеме да помагаме и ќе помагаме. Меѓутоа, која е тајната за вкусната манџа? Бидејќи обично кога одиме на ваквите места, неретко можеме да забележиме дека манџата, јанијата, што и да е толку многу вкусна што нема кој не би можел да одолее на истата. Таа си е Божја манџа, токму самото место што е свето место вкусо го дава. Што претежно подготвувате, еве, какви манџи подготвувате за празниците? Ево сега ќе имаме за Софија на 30-31, курбани има јагниња, мрсна манџа ќе има, ќе се указани си, нормално се готве, кувар си, дојде си готве, стрикно за одговорност на хигиената.
Со што ја комбинирате манџата? Дали со компир, со ориз, со што конкретно? Едниот дел иде со компир и оришче, може и јагнешко со убаце, другиот дел може да биде гравче, па и јагнешко. Значи, ако е мрсно, само ако е мрсно, ако е постно, не. Ако е постно, гравче ќе оде, еден по вечерината, а другиот ден може да оде компирче, само оришче. Кажете ни, по колку казани подготвувате на секој празници? Предпоставам на Свети Ѓорги имате највеќе. Да, на Свети Ѓорги околу 700 кила манџа се готве, леп се потроши околу 1000 лева, а плюс овака луѓето си донасат за здравие исто и тај се исто се троше. Тама тука имаме, сега ваа година имаме околу 5000 посетители. За двата дена околу 5000 посетители. Има ли некоја специфика по која вие се водите? Дали има надприродната сила како за местото, така да ви одреди како да ги подготвувате, како да подготвувате самата храна, или треба стрикно да е според проценката на куварот? На куварот проценката према посетителите. Од празник на празник како се движат посетителите. На куварот е таа проценка. А поради местото, поради распоредот што треба организацијата се дае, лично јас од Бога наредба како ми е наредено, така ја терам организацијата. Дали за секој празник имате одредба да приготвувате храна? Да. Пати ми никого да не се одврти од местото без да топне малку манџа, како што знаеме да кажеме. Да, токму така. Кажете ни, дали луѓето, освен што доаѓаат овде за да си измијат од светите води, да запалат свеќичка, да се помалат, да топнат малку од манџата, дали донасаат и погачи? Колку се значени погачите во христијанството за денот на празниците? Донасат погачи, значи поделат се по луѓето, по посетителите, така да значењето да се на Бога иде пред Бога. И чиница исто си донасат луѓето исто си. Оде и она пред Бога, така да кум си има, празник си има, сите празници имат кум. Кум е еден, со погачка што донесе, таа е правилно кум. Еден кум на празникот. Таа паричка си врте 20 години на Свети Ѓорги. Истата паричка, од кога отворен Свети Ѓорги. До сега 20 години иста паричка си врте, таа е правило кум на Свети Ѓорги. И на другите исто празници са, имат си кум. Правило кум е еден. Не може да бидат 10 или од погачка, па да взимаме пари, да нешто на погачката шукеја, не. Само еден кум си е тај на празнико, друг не. Дали континуирано секоја година има кум? Има. На кому се падне паричката, следната година си и тај кум. Парата на еден начин започна од самото отварање на водата. Дали парата е од вас, па понатаму продолжи на секој да се баѓа? Парата се точно од Свети Ѓорги. Негова е таа паричка, она си кружи од година на година. И истата паричка си. Исто на Свет Софија, исто и на Мајка Богородица. Значи на сите три има си паричка и секоја година си има истата светија кум. Да, точно тоа. Откако луѓето ќе дојдат, ќе се помолат, ќе топнат малку од манџата, потоа најверојатно продолжува самиот собир тука. Колку е значено на самиот ден кога има добро расположение да луѓето да се развеселат и со музика? Да, убавина. Имат доста посетители, слободно парк имат, сенки ладни си имат тука, клупи си имат се, и клупи на градоначалникот на Пофал, сум благодарница, така да сега донесе и он клупи и уредиме го паркот што да биде нов, поубав. Кога дојде до таа идеја и на еден начин можност да се оформи и паркот спроти самото место? Тоа се од Бога наредба,
по визија како е наредил и така мораме да служиме. И хигиена, чисто, се треба да биде педантно. Бога така одлучил да мене избере за да служам со мерак и со кеф на Бога. Која е честа за вас да му служите на Бога со преку трите свети? Кој е како што кажавте, кој кеф е тоа нешто за да бидете еден од многуте во светот? Он ме одбрал само мене. И за тоа мораме да служиме. Дали сте чувствувате почестено од Бог на еден начин да ви чиста совеста, душата и да знаеме дека за да работите оваа работа на еден начин, да му служите нему, потребна е многу чистина, многу верба, многу чистина најпрво во душата. Точно така. Треба да со срце да веруваш. И кој ќе помагаш со срце да помагаш. А те он дае сила, ти кога помагаш, нема да се осетиш дека си изморен. Јас сум работил нон-стоп од сабајале до вечер. Не сум осеќал никаква умора. Уште што повише, што поубаво да биде. Секој цвеќе си подредено по наредба на визијата како е. Дали вие местото преку сон го видовте како треба да изгледа? Да, точно така. Јас од само себе не можам ништо да направам. И така се наредбите, Божите сили. Кога веќе сме на самиот парк, какви се китки имаме тука? Китки имаме разни бои. Китки имаме околу 300 броја. Разни бои. Цвекиња, како има пролетни, има есенски, дрвца имаме украсни, косење нон-стоп паркот е голем 3 декара. А што можеме уште поубав да го разубавиме? Јас убав е сега, али јас сакам уште поубава да биде. На Бога да му биде стварно педантно чисто. Покрај самите цвеќиња, дали садете бусилок, дали имате некоја китка која што е од важност за христијанство? Не, немаме го таа наредба и не можеме тоа да го тврдеме. Пред малку кажа така да не смееме нешто да злоупотребиме тоа. Сето ова свето место што сите се тие вие Божија цвеќиња се нини на Бог са и секој цвеќе си е свето, на светото место. Дали во иднина ќе има можност за нова вода, за нови, како да кажам, потреби кај луѓето? Знаеме дека во денешницата има доста болести, па се надеваме дека ќе има и нови води кои што ќе лекуваат и исцелуваат народ. Сега за сега е до тука толку. Ако се нареде, понатаму ние ќе служиме. Кажете ни, сега вие моментално дали живеете тука, пошто забележавме дека има и дополнително одаи, дали треба еден човек да обстојува тука за да го одржува самото место? Да, точно така. Не можеш да го напуштиш светото место, пошто не ми дозволуваат. Предпоставувајќи дека и овде местото е малку понастрана од градот, чисто е до реката, тука предпоставувам дека вечерно време мора и вие да бидете тука присутни за да не се случат несакани настани. Знаеме дека постојат секаков народ и може да предизвикат штета овде. Да, точно има секаков народ, има некои некултурни луѓе, има многу пати по не беме тука, кога го почнеме да го градиме, отинемаме обект, нема каде да пристуваме. И клупите фрлаа ги долу бргалница, така да цвеќиња не може да обстане. Искубат ги, однесат ги. И поради таа причина нареди Бог тука да се бидеме и да го одржаваме местото. Не смееме да го напуштиме. Колку имате поддршка од фамилијата? Дали тие ви помагаат, како што напоменавте? Колку деца имате? Дали тие се заинтересирани понатаму после вас, ако не друго да ги почитуваат празниците, да дојдат да приготвуваат тие храна?
Да, токму така фамилијата ме прифана одма и беа мали децата тогајто. Сега сино е возрасен, имам внуче од него, исто и он помага, и жената, и сопругата, и ќерката имам 3 внуки од неа, и они помагат. Дали покрај нив и тесното семејство, дали помагат и роднините да дојдат да ве подкрепат, затоа што тоа не е мала бројка за да се приготви на самите празници? Да, на сопругата, фамилијата комплет, сите доаѓаат помагат. Она има 2 сестри и двајца зетовци, нинте дечиња што се исто, сите помагат. Колку е значено тоа? Еве, на самите празници вие не им наредувате, а сами доаѓаат и ви помагаат, а тоа е многу значено за вас. Значи е Божја сила си, така да луѓето ги чувствуваат и помагаат. Компир кој се лупе, по 400 кила компир се лупе, доваѓаат помогчи, лупот помагаат исто, чини и замијање се, тоа парнасање се, помагаат луѓето, сами се пријавуваат, доваѓаат. Дали имате некоја специфична песна која што може да се практикува на самите празници? Често во традицијата знаеме да сретнеме стари песни кои што се надпеваат со самите свети. Дали имате плетење на венец на самиот ден? Дали имате песни кои ги карактеризира самиот празник? Да, има си на улазот. На самиот улаз си плете венец со песни. Тие за венец се песни, али тоа стрикно да женски пол треба да биде. Дали има одредба какви жени треба да бидат точно? Возрастни, мажени, немажени, деца? Има, мора да има и возрастни и невозрастни треба да има. Какви цвеќиња се плетите на тој празник? Тие треба да бидат шарени. Многу врсти на бој и со бусилок. Каде претежно го поставувате точно венецот и дали на секој празник, на сите 3 поставувате венци? Да, на сите 3 венци од година на година на празниците обавезно се плетат венци. А минатогодишните постарите венци кои што се од една година, што прават понатаму? Тие си ги чуваме, некој ако има потреба, потражат ги, даваме ги за некои сакат за свадби, да си ги употребат. Во тешко време се наоѓаме, модерно, а сепак толку на еден начин би рекол и лошо време, каде што покрај доброто, не де Боже, може да се случи и лошо. Колку денес според вас искушението е помеѓу луѓето? Колку од помоќ е светата вода, колку од помоќ е молитвата кај луѓето, за да се оттргнат од нечистите сили? Само верба да се има со срце. И да не има луѓе, доста луѓе што немат верба. Немат верба, а тражат помилување. Али Бог не ја осудува на тоа што ако нема верба, па ги помилува. Дали ќе се сложите со мене дека покрај болестите кои што ги лекува лекарот, има болести кои што само Бог може да ги лекува? Да, точно така. Имаме луѓе што се биле на лекар и кажуваат, они кога дојдат тука, се излечиле. Има Божја сила си таа, значи има луѓе што се излечени. Дали ви се случило да доаѓаат луѓе кои што не ги ни познавате, а тука се само за да се заблагодарат за тоа оздравување? Не, има луѓе од страна доаѓаат и од други држави. И се преку визија се идат точно на светото место да без да не знаат и да си имат фајда, помош. За какви се исцелување се дошле тука за да се заблагодарат покрај женитба? Зашто друго се дошле? Те првото детенце што не беше од Славенија беше. И да дојдат тука на светото место од Света Софија да се помолат и си имаа детенце. Зошто еве на еден начин според вас водата точно се наоѓа на такво тивко место каде што пролетта и летото тука славеите се постојано активни? Така се одбра Бога. И да сте покрај реката, да сте покрај чистината.
Па по чистината, да, нормално. Он си го бира местото. Божия сила си, да, он си го бира това. И те са наредби, що ние morаме да го почитуваме след той да биде педатно чисто. Колку секојдневно покрај на празниците, дали доаѓаат и обични денови, еве како секојдневно, како и ние еве денеска, што дојдовме да ве посетиме, дали доаѓаат секојдневно и други луѓе? Има си нон-стоп посетители, ето сега летото беше жестина, ладовина е тука, па дока е 2 сата, но кеска си има луѓе нон-стоп по клубите. Кафенци си пият тука, донесат луѓето, некој па чак дори ако имат некој имиња, дојдат и тука дај ми маси, па си слават луѓето. Зашто да не? На убавина. Зошто често знаеме низ христијанската вера да сретнеме од народ за народ? Ние ќе донесеме, ама тоа е за сите, па друг ќе даде нешто и тоа е се постојано во круг од народ за народ. Зошто е тоа така? Тоа е многу убава работа така. Зашо? Од народ за народ е нормално е тоа. Ето сега е свето место. Ќе донесе, ќе остави подарок, пари нешто. Значи тоа е за народ па исто овде. Ето кога ние сега даровите кои ги се продават. Донесе го, тоа е подарок на светијата. И сега ја гледам на многу места се дава на лицитација. Значи тоа не е за на лицитација да се дава. Тоа е на превара овде. Тај да е помалку, тај да е повише, тај други па повише да даде, да го упревара да иде, знаеш, ще повише да иде. Не е тоа така. Точно е тоа од народ си и за народ. Ние си го поставиме даро на масата, кој помине секој, па некој сака да си земе за здравје. И од даро исто за здравје. Значи секој за да може да си земе. Денеска луѓето немат пари. На цени. Се скъпија, нормално. Ама не можеме да исто тоа се подразбира на превара. Ајде да разграничиме кога еве токму сме на правилното место. Како што и кажавте, Бог не е материјалност. Како да ги разграничиме нештата, да кажеме дека надприродната сила е едно нешто кое што само душата може да го разбере и патем да ги насочиме некако луѓето дека најважно нешто на земјава е душевниот мир и само душевниот правец. Според вас дали е тоа така? Така е. Точно така е. Мир? Мир, спокојство и без напади. Без напади, без љубомора. Ништо не помагаме тука. Ништо не можеме да со Бога да идеме у вербата на Бога. Како ви започнува целокупниот ден? Наутро, например, кога станувате, дали практикувате молитви кон Бога, дали застанувате пред водите да се прекрстите, да си го посакате денот да биде убав, мирен? Секој ден ли е? Јас кога станам утрето, право идам пред светиите, се прекрстам, се помолам и тај ден право си иде полек. И секој тоа треба така да го прави, за да биде полек тај ден. Секој едно утро е добро утро. Што понатаму од кога ќе се помолеме, од кога на празники ќе си запалете свеќе, што понатаму, како ви врве денот, што имате други активности кои треба да ги привршите тука? Дали палите канделца, што друго правите? Да, за овој парк, за паркот да го одржаваме, тука си има нон-стоп работа, али ние на светото место. Има ли доста работа? Има, али не осеќаме ние умор, тежина не осеќаме никако. Што правите, еве? По молитвата, доручок, што понатаму? Па зависи сега кое време ќе доручкуваме. Ама право се со сопругата фанеме активности, уцекиња, косење, чистење на тревата, наводнување. Значи, нон-стоп си има работа, така да, али немаме умор никаков. Колку човек е поактивен и поздрав е, дали е тоа така? Точно така.
Дали посадувате покрай самия парк, дали посадувате бавча, па да си имате допълнително и за празници, и за дома, ако не друго, един патлиджен, за да може да се доручкува, да се руча? Да, имаме постоянно нещо пиперче. Има патлиджанчиня, кръставички, луи, когато дойдат тук, за мезенце, те сега за празниците люто пиперче, соманджичка, това път оде, така да от тук за тук. Со самата яния се подготвува и салати. Какви салати подготвува? От патлижани, пипер има, после то за майпа има от туршия, що се стае. То си все от тук за тук. Од народ за народ? Да. Дали според вас е добро практикувањето, барем еднаш во неделата, подкадување во куќите, според вас? Точно така е. Тоа си е мир. Да си има спокойство, да си има мир, подкадување. Тоа е токму така е, управо е. Колку подкадувањето влијае покрај мир во куќата, дали има мир во душата? Која мирис ја пружи самиот темја? Целата фамилија е у мир. И се изчистува куќата. Од што се конкретно? Од прекадувањето. Од нечисти сили? Да. Според вас, колку са ни секојдневието ден денеска присутни тие нечисти сили? Дали сте биле сведок на нешто такво? Не ми се е случувало нешто посебно лично на нас, така да... Но според вас, како што напоменавме дека луѓето сега по-малку веруваат во однос на порано. Сега младите се малку по на нов тип, нов табиет. Според вас, дали е тоа и причина да се случуваат несакани последици? Дали отсутството од верата и молитвата е причина за многу несакани последици? Сето тоа држе од постарите луѓе, од родителите што се постари, што младите, значи треба да се воспитуваат. Има млади не знаат да се прекрстат, а возрастни млади има. Значи тоа не е до младите вината, тоа си е до постарите луѓе си тоа, до родители. Еве често знаеме да сретнеме дека некои луѓе велат едно излегување од куќата, се прекрстувам и тргнувам. На еден начин човек се ослободува од целиот страф, од целата мисла што може да биде понатаму. На еден начин Бог е правецот на верата. Дали е тоа така? Да, точно и така си. Значи он верува Бога и се помолува на Бога. И со Бога иде. И нема страф. Да. Покрај целите настани, дали и вашите деца практикуваат молитва? Дали вие на тој принцип ги воспитавте како и вие што практикувате? Мојата фамилија и на сопругата фамилијата, сите како они тука гледат, како се помага на Бога, исто и они помагат, истото и они го веруват. Сето тоа. Гледат дека како е и така треба да биде. Вие од каква фамилија потекнувате? Нашата фамилија е била средна фамилија. Не е била неко богата, не е сиромашна била. Али јас од мало, од дете уште, у село имаше црква, во Кошево. Црква имаше Свете Петка. Она поправила е Параскева. Тога ето стари луѓе чувале стока, овци, говеда, тоа. На 150 метрата не е црквата до куќата, таму беше. И чуваме овци. И сега за да ги чуваме овците, јас сум спал 20 години у свето место пред црквата Мајка Параскева. Дали тогаш имавте чувство некое надприродно да осетите на тоа место? Дали тоа е еден благослов таму што сте спали? Јас не сум имал ништо од предпоставка или плашење или страх. И гробишта се били одма таму близко. Не сум имал никако помислување нешто на страх, на свето место. Ето и па сега како Бог нареди па у свето место да живеам, да.
Како е чувството да се ноќева тука? Еве, вие сте честени од Бог на еден начин да бидете слуга негов. Овде на земјата да помагате на луѓето со помош на светите води да се исцелуват. Кој е чест е и да спиете тука? Дали има мир? Да, мир по-мир од Божи мир, тоа е нешто убавина. Леко нешто, без тегми, немаш никакво да се осеќаш нешто, нели, да се страх нешто, на те отиде свето место. На кешка си испаднеме, летоска кога те топло, испаднеме си, седеме си на клупата и луѓе други има. Тука нема никаква страх тоа нешто. Не. Тоа си едноставно јас се осеќам многу пријатно и многу по-леко, како да така многу чувство. Нешто што не се опишува. Не се опишува. Претходно каде вие работевте додека стигнавте овде? Јас работев во ИСАР и уште работам во ИСАР. Јас сум таму више 38 години во таа фирма. Сопругата е она пензија, она инвалидска пензија, 20 години више, така да не 20 сино. Сега сино е за Германија. Таа година време како е. И доваѓа си на одмор и он доваѓа, помага тука, а сега отиде година време како во Германија. Дали сте посетиле некои други свети места кои што може да кажете ни за Македонија дека се доволно силни со надприродна сила? Види, Божја сила си, она има одредби. Има места одредени што треба да служат и кои треба да служат. И затоа пред малку спомна да не се злоупотребува само. Многу е злоупотребата е многу лоша. Таа злоупотреба Бог одредил да се помага, а он одмага. И тука може да настане и несакани последици. На кои места вие каде што сте биле сте осетиле мир, еве како што можеме да осетиме тука? Дали во Македонија има и на други места што можеме да ги наброиме? Има доста места, така да многу бројчини са, а за мене секое место што е свето, и го почитувам. Исто се осеќам. Еве во околината на Штип да ги наброиме, некој по-карактеристично според вас, покрај Свети Ѓорѓе овде? Има Воскресение гори, има доле исто за Голема Богородица има такви места, има у Бабите исто. Идам ја, почитувам ги. Почитувам си ги, али осеќам се, немам ништо тежина или шо. Ако почитуваш светото место и се поклонеме. Да се поклонеме, нема ништо у тоа, али многу е битно срце верување. А на уста се. Дали надвор од државата има исто добри свети места за поклонување? Има и за тоа од другите држави гледаш како се на визија да се најаве тука местото. Си постоje тоа. И надвор од државите, значи има, да речеме, свети места. Има сигурно, тоа си постоje, тоа си поеден Бог. Често знаеме да забележиме и во Грција, можеме да видиме и во Србија доста места. Да, дали сте посетиле некогаш некои места или претежно сте во Македонија? Да, не сум други држави посетувал такви места, али знам дека ги има. Што би рекле, еве, како за прикрај за младите? Кој е советот според вас? Еве, пате ми, вашата вода е вера, надеж, љубов. Што конкретно да и препорачаме на младите, кога веќе возрастните, да кажеме на еден начин, го поминале поголем дел од животот во еден правец? Што за младите да препорачаме? За младите да има верба, да има надеж и да има љубов. И тука е брако. За младите. Од која е важно се верата, надеж и љубовта? Дали тоа е патот во животот? Токму така, тоа е патот и самите имиња кажуваат за дечињата. Со верба, со надеж и со љубов.
Дали љубовта е најголемиот компонент кој што го прави светот на еден начин розев, убав? Да, точно така, убав е. Убав е. Добре, јас сакам да ви се заблагодарам што одвоивте од вашето скъпоценно време и се надевам дека во иднина тука ќе се собираме за многу убави мигови, моменти, за убави празници и да ви посакам добро здраве и да служите така до крај до Бога. Да и поканеме посетителите сега на 29 и на 30 на Света Софија да посетат. Ќе има музика, ќе има курбани, ќе се колат исто една веселба баба. Тоа кога точно? Пред вечерија има ли? Да, на 29 е по вечерината, а на 30 си е дено. Паѓа си и двата дена ли во мръст? Да. Што ќе се готи? Ќе има курбани, јагнине ќе се колат. Со Со компирче, со урисче, така да. Ковар ќе си има, музика си има, и двата дена музика ќе си има. Покануваме ли ги сите да дојдат? Ги покануваме, нека повелат, нека на Света Софија. Да се поклонеме, да се измиеме? Да, и да почитуваме.